Нашата компанија Freshline соработува со супермаркети во Европа кои имат строги барања за квалитет на овошјето и зеленчукот. Добиваме од нив спецификации како треба да изгледа од начин на пакување до начин на квалитет и ние тоа го доставуваме на земјоделците и се надеваме дека ќе ги исполнат нашите барања. Тоа е проблем кој се јавува и затоа во овој случај доведовме експерт за јапонско јаболко со цел дека ќе им помогне и ќе им укаже на нашите фармери каде ги прават грешките со цел да се добие подобар квалитет на производот. Им помагаме во текот на производството, но и откако ќе го донесат родот, им помагаме во позбербени активности, каде што тука применивме експерти и професори од нашиот земјоделски факултет за да добиеме квалитетен производ. Со прекинување на пласманот на нашите производи од термоградарско и овоштарство од Македонија према руските пазари, ние едноставно немаме друга алтернатива и мораме се приориентираме кон Европа, Северна и Западна Европа. Таму, како што кажаме, барат високо ниво на квалитет, но истовремено бидејќи не била присутна нашата роба таму, ние се обидуваме да најдеме простор во конкуренција со веќе добро етаблираните пазари кои имаат голема поддршка од Европска унија, самите земји, тоа се Шпанија и Италија како најголем извор на суровина, се обидуваме го пласираме нашиот производ рамо до рамо со нив. Но, за да ние таму обстанеме, продолжиме и го зголемиме нашето присуство со нашите производи, каде што ќе имат сите конзументи од европските пазари да ги пробат, мораме да одржиме ниво на квалитет. Тука се јавува суштинскиот проблем. Како тоа го направиме? Квалитетно производство и истовремено квалитетни позбербени активности. Едноставно, џабе е добар производ без позбербени активности и обратно лош производ без со многу софистицирани услови за работа после берба. И затоа овие две работи прво мора да се спојат и второ мора да се употреби наука. Како да се пролонгира времето на трајање на производите постбербено, за да може да има дисперзирано испорачување на производи до странските пазари во време кога им треба и тогаш кога ги има тие промоции, програми и потреби, а не само ние кога сакаме. И затоа нашата фирма се труди да направи интензивна соработка со научни институции, факултети и експерти од странство, да и ние научиме што треба да правиме, за едноставно да го зголеме нашето присуство, а со тоа воено и цената. Така да сите во ланецот на достава бидат задоволни и производителите, и фирмите и ние како земја се етаблираме како добар и солиден добавач на роба. Шансата е пред нас, треба да знаеме искористиме да почнеме да соработуваме сите заедно. Затоа што прозорот е отворен, но се затвора полека. И затоа ние немаме ни време полека да растеме. Едноставно мораме брзо да го фаќаме трендот со сите околу нас, бидејќи ако другите напредуваат со поголема стапка на раст, оспорува со нас, тоаш повторно и ние не може да фатиме чекорот. Затоа мораме интензивно и да работиме на тоа да ги зголемуваме стандардите и квалитетот на работа.